Наистина легенда која што Македонија ќе остане да ја памети само по-добро. Јас реков многу брзо Струмица го засака него и тој Струмица. Ова е трета поред организација на трки на рели крос овде во Струмица, секако 37 меѓународен надпревар, каде што учествуваат многу често надпреварувачи од соседните земји и од целиот Балкански полуостров. Подготвувајќи ги овие трки, господинот Пеливанов за жал попуши срцето. Тој веќе не е меѓу нас, но и од денеска ќе биде ова меморијален турнир во Струмица, на среќа и задоволство на сите љубители на трките. Јас сум еден од љубителите на трки, секако со мојот мотор, тоа е моето хоби и секоја година ја користам приликата ревијално да извозам патеката не во надпреварувачка конкуренција. Мене ми е драго што овие трки градат едни трајни пријателства меѓу луѓето. Овие пријателства веќе останаа деценијски и драго ми е што токму Струмица може да биде покровител на една ваква манифестација. Локацијата ни е одлична околу Вештачкото езеро овде во близината на Струмица. Представува една одлична можност уште еднаш да го представиме овој прекрасен спорт кој што има многу љубители во ова наша Македонија. Јас се надевам дека и дамите кои што денеска ќе возат, но и мажите ќе имат пред се изградено ново пријателство, секако најдобрите ќе победат. Значи трката ќе гледаме да трките во иднина да се продолжат во негово име, во негова чест, со оглед на тоа што он 37 направил, па мислам дека се надеваме дека уште 37 ќе и направиме. А што се однесува до денешното возење, јас сум презадоволен, што не очекував такво време, што сум задоволен и од возилото и од самиот себе. И покрај тоа што возев со резерва, покрај да кажам, како да се изразам, нашиот презаток и покрај тоа што го нема. Он што даваше многу инспирација и многу мотивација за подобри времиња. Значи овака, секој влюбеник во секој спорт уложува се што може максимално. За жал во Македонија спортот е прифатен само од една гранка, тука има во спортот многу поише гранки. Не е време и момент да ги објаснуваме сега, а додека за личното моје возило што сум денеска дојден, тоа е Toyota RAV4, кој што е купена пред месец дена и не планирав со неја да возам, планирав со друг возило, ари за ова што се деси сега со мојот пријател, додев со токму тоа возило. Во минатото значи се организира прави рели трки, дури тоа беше и шампионат на рели и теренски возила, се одржува по 3 трки во годината, но знаете Пеливанов веќе беше во години, не можеше се до тоа сам да го прави и да го организира, а пред се значи тука се и спонзорите и луѓето кои сакаат да инвестираат у некои вакви трки, бидејќи сето ова доста чини, треба и средства, и луѓе, и напори, и енергија за да се направи. Правени се трки низ цела територија на Република Македонија, во минатото се правеа рели кои се возеа по планини со карти, со мапи, со наоѓање со брзински етапи, тогаш беше поинтересно, но не беше толку интересно за публиката бидејќи публиката не ги гледа возилата. Ова е прав начин за да се анимира публиката и да дојдат многу гледачи за да можат да го видат, да уживаат во овие, ајде да кажеме, лудори на возачите. Видовте дека имаше доста надпреварувачки дух. Првите 3 во генералниот пласман се некаде во 1-2 секунди сместени, така да мислам дека беше интересно.